СДСМ сака да го ослабне ВМРО-ДПМН, а целта е преку специјалното јавно обвинителство да внесат сомнеш кај граѓаните за честноста на партијата, смета председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Тој во интервју за телевизија Нова истакна дека неговата партија ја ужива најголемата поддршка од граѓаните, а СДСМ заедно со специјалното јавно обвинителство водат политички прогон против него и против членови на ВМРО-ДПМН, поднесувајќи обвиненија без докази. Може би е прекус периодот да се даде некоја генерална оценка, но од она што може да се насети од почетоците од овие 30-35 дена, е практично дека ова влада функционира без концепт. Заев е како муа без глава. Немаат никаков концепт, немаат никакви конкретни чекори, конкретни реформи со кои што би го подобриле животот на луѓето. Има многу ветувања, изразени во финанси, изразени во просечни плати, во минимални плати, изразени во многу различни работи што доколку се остварија, навистина ќе почнеа да им го менуваат животот на граѓаните или барем дел од нив. Некои беа и нереални, некои беа лажни, но некои можеби ќе го подобрија животот, но такво нешто немаме. Ние сме биле опозиција, нас не е прв пат да сме опозиција. Ние добро знаеме што е опозиција, имаме искуство и добро знаеме како од опозиција да се вратиме повторно во власт. Со тоа што сега состојбата е далеку подобра од причина што ние уживаме најголемата доверба на граѓаните во самиот старт кога сме во опозиција, за разлика од 2002-та кога се сеќавам на тогашните анкети беа 31 за СДСМ, 8 за ВМРО-ДПМН. Сега во предност е ВМРО-ДПМН. Ја имаме поддршката, победивме на изборите и од тој аго имаме една подобра состојба, што не значи дека не треба многу да работиме и понатаму да ја заслужуваме довербата на граѓаните. Таа не е една за секогаш заслужена. Таа треба постојано да се заслужува со многу работа, со многу труд, со многу резултати. Сега ние не сме во владата да ги правиме тие работи што граѓаните се навикнаа за нив да ги правиме, но сме во опозиција и од позиција на опозиција практично ќе се трудиме да направиме нешто добро за сите граѓани и да помогнеме. Сега име пречката силно ВМРО. Сега сакаат да го ослабнат ВМРО, затоа што се што наумиле да прават им е малку попроблематично ако ВМРО е силно како што е сега. Од тука на својот да речеме локален како да го нарече локална бранша СЕО и дадоа наредба да ни испрати еден куп на обвиненија. Јас тоа го кажав уште одамна. Мислејќи и тука во вашата телевизија минатиот пат кажа дека планот е да не потрупаат со празни обвиненија. Кога велам празни, мислам на празни со докази. Во однос на договорот за добрососедство со Бугарија, кој според најавите викендов треба да биде финализиран, Груевски вели дека бугарите не го признаваат македонскиот јазик и дека сметаат дека е некаков бугарски дијалект. Според него јавноста има право да знае што се содржи овој договор. Околу предстојните локални избори, лидерот на ВМРО-ДПМН нагласи дека неговата партија активно се подготвува за изборите, а се подготвени и за одржување на нови предвремени парламентарни избори. Договорот со Бугарија, Република Македонија го договараше подолг период. Таму останаа неколку прашања кои што останаа за понатамошни дискусии. Едното прашање на кое што ние инсистиравме беше прашањето да го признаат македонскиот јазик. Тие се уште во сите договори досега пишуваат македонски јазик согласно Уставот на Република Македонија. Тоа имплицира дека не постои измислен на македонскиот јазик, ама бидејќи го има во Уставот, окей, тогаш нека пишува македонскиот јазик согласно Уставот. Ке инсистирате ли можеби на предвремени избори како што тоа го правеа СДСМ на секој 2 години или ке чекате? СДСМ вадат некои анкети дека водели и така натаму. Еве ако водат, нека организираат предвремени избори. Вие сте подготвени? Одма, веднаш. Груевски истакна дека ВМРО-ДПМН од секогаш водела политика која што мнозинството граѓани ја поддржуваат и тоа е главната причина во борбата да биде елиминиран и тргнат од политичката сцена.